Зоче Заев на син му Дуле за полнолетство му отворил фирма за производство на електрична енергија. Тоа е затоа што Зоки многу си го сака своето дете. А ние останатава ситна боранија за разлика од Зоки, ние не си ги сакаме децата. Ние си ги тепаме со закачалка и затоа сите си ги избркавме од дома. Правец во белиот свет да заработуваат, а не овде каде ни сметаат, тука да ни се маткаат меѓу нозе. Нема зашто овде да блескаат во економијата. За 4 години колку што Зоќе неовластено беше премиер на дип шитот, 200.000 наши деца отидоа во Европа и Америка, а некои и понатаму. Сургун чопек, ауфидерзен! Си позајмија пари, си ги собра парталите, не се исплаши од короната и си заминаа од темниот вилает на Зоки Заев и неговото судство, парламент и полиција. Само кондурите им ги оставивме овде. Оф, мори мајко, лапасте ли се? Дали сме се лапале со Звесно? Лапасте ли се со njega? Лапасте ли се со Зве? Оф, мори мајко, Игоре Бруко интернационална, каква италијанка Кумановка ти била. Ненормална работа, ненормална. Ја уште на Google Translate проверев што значи лапасте ли се на италијански. Викамо, кој знае нешто романтично? Лапасте ли се? А тој дали се лапасмо или не се лапасмо со Звесно, нека остане мистерија и поздрав до Весно. Ми текнуе на тоа јаболчето што му го даде онаа бугарската новинарка на Таче кога ни дојде Петков на гости. Нели по средбата, откако го прими јаболчето од бугарката, Таче даде една ваква изјава. Ке победам на овие и на следните избори. Таче, ќе победиш, ама на избор на Ќустендилска убавица. Абе, кој знае каква дрогица му турил Петков во тоа јаболчето што му го дадоа. Нашата власт е квишлиншка и марионетска и како и сите влади на Балканот кои се едногласни во одбрана на НАТО и спинување против мотивите и делата на Путин. Така им е наредено. Затоа на нашите пострани медиуми нема да чуете друго мислење освен тоа дека русите се лошите во случајот. Скорена се, владата побара да се блокираат руските ТВ канали и медиуми во Македонија. Абе, лапасте ли се? Кој јазик е ова? Одма тука тој центарот за анализа на јазици ми се уклучува и кам лапасте ли се? Лапасте ли се? Лапасте ли се? Кам италијански 100%, а другарка е италијанка, нема друго. Лапасте ли се? Лапасте ли се? Лапасте ли се? Да, викам ај да не се брукам, да идам да се упознам со италијанкава, да оставам убав впечаток за нас македонците, разбираш и ја таков чак. Идам и викам, чао Бела, вија пунто, пица, шпагети, а ме гледа вака чудно. И викам, are you from Italy? Па ме гледа, вика, не. Од Куманово сам, од Рајково куќу. Оф, мори мајко, лапасте ли се? Дали сме се лапале со Звесно? Македонецот е познат по тоа што џабе работи, ама џабе не седи. Па така и јас, по милионите што ги заработи во првата сезона, мислам на гледаност, лајкови и по некоја клетва, се враќам со втора сезона во која пак сите што на народот му даѓаат преку тасета, ќе ги ставам на масава и ќе ги исплескам по газето. Гледате, имаме ново студио, истото е донација од парите на нашите деца, кои што ги заработија од мекици, ги ставија во нивната касичка прасичка, но ние ги украдавме од тамо и успеавме него да го направиме ова што вие го гледате. Камерите пак се донација од едни прекрасни дами на кои им посакуваме само успех во животот, но и во бизнисот. Делот студиото што го гледате, мислам останатите делови, се донација од еден наш другар од Нижде, исто една случка имам, влагам ја у клуб, тоа гласна музика, дупци, сите играат запотени, ја и приоѓам на една типка и викам, како се викаш? Како се викаш? И вака ме гледа, вика, не знам! Како? Не знам! Како бе не знаеш бе како се викаш, бе, како можеш да не знаеш како се викаш? Не знам!
Весна! Мори мајко, и добро, почнеме кој муавет на Весна. Гледам ми се смешка, викам добра, имаме ситуацијата под контрола и викам сакаш ли ја и ти да искочиме сега, викам, надвор, да не се дереме на уво, за да можеме поубаво да се разбереме. И вика, ајде. И им се пријавува на другарките дека ќе иде со мене надвор, и скачаме надвор, шетаме, правиме што правиме. Донесоа оние фамозни 18.000 поради кои пола Германија цела недела чекаше на Табановце да влезе у земјава. Истиот ден, СДС и ДУИ им го фукнаа традиционално и на земјоделците, но за нив некој друг пат кога врбата ќе роди грозие, а она истото ќе му го продадат на тиквеш. Пензионериве во северна наша Вукојебина се познати по тоа што иако за време на режимот пензијата нон-стоп им растеше, иако бесплатно се возеа со автобуси на жичара, иако сите одеа по 5-6 пати бесплатно во бања, не можеа да ја одолеат на лажната носталгија по комунизмот и со своите ценити гласови ни го донесоа црпнатиот Зоќе до 48 пратеника, што пода беше доволно за да ја украде владата со зелениве демократи од ДУИ. Од тогаш Бело видело не видоа од него. Па ни сега од неговиот наследник со надимак ко Турција на англиски јазик. Јазици. Убаво е човек да знае јазици. Ќе му се најдат за усиви. Не ради друго. Да, и убаво е да имаш слух за јазиците, озбилно. Убаво да умееш да ги разпознаеш, како мене на пример. Ја видам група туристи, одма уфцето ми е таму да слушнам на кој јазик зборат, од кај доаѓаат. Разбираш, вака так, некој не мора да ги слушнам, по очите им се гледа од каде се. Иначе, ја у мозокот имам центар за анализа на јазици, озбилно, чекај, кажи, збори, шпански, збори, дирска, овој да, чекај, кажи, збори, Полска, каде бе чорапи, сандали бе, Викаа дека новиот СДСМ исто така не им се дигал во последно време, ако имале пари, коли, швалери, станови и сите погодности. И им носеле од грчката и бугарската виагра, таа била нели оригинал, овдека по аптекиве била таа малце сомнителен квалитет и производ. И сите се чудат зошто не им се дига. Се јави пред некој ден Иван Исцелител и им објасни што работава. Имено, овиот СДСМ во задниве 4 години многу викале: "Абе, ме боли К за Македонија, ме боли К за народ, ме боли К за јазикот, ме боли К за името, ме боли К за економијата." Тогаш според Иван Исцелител се јавувал, вика, плацебо ефект. Стварно кога мислиш дека те боли К, и тогаш почнува слабо да ти се дига. Ако ги имаш сите погодности. И кога не е црква па да се помолиш да однесеш зејтинче од 100 денари да запалиш канделце и он да се дигне, не бе брат. И он тебе не тебаа 2%, мек е како душа. Како и да не е мек бе? Година и пол затворени како кучиња седиме дома со непроверени вести. 6000 луѓе умреа, од кои десетина што се на некој начин поврзани со тебе, и ти трагично ја преживуваш секоја нивна смрт под стреси. Без парица, кредити, камати, лихвари, без работица, хаос, и се подмачкано со лажен пиар на владата. Волку помош, толку помош. Читам вчера ги објавиле фирмите кои не ја поминале мартовската плата, а од нив добиле помош. Ало бе, кого ебете у здрав мозок? Пошто сте ги туриле цифрите за помош. Пола од фирмите добиле од 120 до 230 евра. Замисли ги објавиле во јавност дека им дале помош 120 евра. А во истиот момент има 10 тендери кои ги кријат за возила, за мебел, за морски плодови со милиони евра народни пари. И после како бе да ти се дигне, кога само гзот ти е на цена и во промет? Да не објавуваат и сексаат и кога ништо нема да ни дадат. Си трошат народни пари и се свиркаат. Ништо не се дига. Ни моралот, ни знамето, ни гордоста, ни наталитетот, ни стандардот, ни платите, ни здравствената заштита. Абе, ништо не се дига на Македонија. Затоа што во Македонија расте осмиот патник, оној опасен, нели, монструм од филмот Alien, кој кога тогаш како во филмот ќе излезе од градите македонски и ќе се стори чудовиште кој ќе не изеде и изеде сите. Односно,
тие што нема да ги изеде, ќе ги изебе за да излезат нови чудовишта кои ќе најадат сите преостанати нели додека не снема. Барем тоа бил планот, така сум слушнал. Не помага ни тоа што побарувачката за Виагра, Динамико, Ревагра, Афричка слива, турски маџун, Максимед е 10-кратно зголемена и понекогаш не можеш да најдеш ништо во аптеките за дигање на македонесот. А ти се плачеш, што би рекол колегата Јовица Михаловски. Другари ми викат, море, шо ке јаш, не зборови така ќе пропадниме ко држава, пропаја. Колку да пропадниме, море, како е дното за нас, Македонија сме, кај сакаш да пропадниме, не разбирам, уж колку треби да пропаѓаме за да го доприме дното. Имаш Попова шапка, имаш Галичица, имаш Скопје, имаш Охрид, дното, 2000 километри простор, Кичево, па Македонија, е толку. За Македонија, од мана уште не се договорен дали Пеколот се викаме или Македонија. До толку е работа. Вика, не зборви така, во нас течи крв на антички македонци. Абе, какви антички македонци, море, каков Александар Македонски. Значи, за да си потомок на Александар Македонски, според тоа што го знаеме, треба да имаш некакви предиспозиции. Според тоа што го знаеме, тој бил плав со златна коса, злато подмишки му растело, златни заби имал, злато серел. Не хрчи, па, че спие до мене, не знам дали е жива, бе. Не знам дали дише, вака сум ја проверувал. Не таму. На нос. Што народ ќе бевте овакво свет, таквите види пак. Значи, на нос. Airplane mode, брат. Само право. И правиме свадба. Задњи пут клечаш пред свадбата, пошто после свадба броите пари, нели? Идеме дома, легнуваме да спиеме. Мислам, мора да спие. Само што легнуваме, те фаќа дремка. И класична машка негација. Не е она. Не е она, бе, брат.